Добро утро. Во ова вклучување разговараме со Аргент Чилјафи, кој што е координатор на уделот за спасување во Црвениот крст на град Скопје. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Како изминатиот период во делот на спасување, на спасувачки акции, на координација на изгубени граѓани на водно? Епа вака, за појаснување до гледачите, Ајде да појасниме. Планинската спасителна станица функционира од 2005 година. Добре. И во неја членуваат 13 до 15 волонтери, што своето слободно време го посветуваат хумано, буквално така. Да. Оние доаѓаат од различни професии, но генерално се лица што имат бекграунд медицински, поголемиот дел, кои се лекари, кои се медицински сестри, парамедици и све остало, и нормално треба се љубители на планината. Генерално покрива 30 км квадратни, водно сепак не е парк, да. Голема, сепак се работи за планина. Дежурни се за време на државни празници и за викенди. Работното време на планинската спасителна станица водно е од 10 до 17 часот. Така да овие се основни податоци за планинската спасителна станица. Добре. За овој временски период екипите бележат над збором од јануари до сега, екипите бележат 6 интервенции, асистенции. Што значи интервенција, што е асистенција? Ајде да појасниме. Интервенција веќе кога ќе имате повреден, односно барање за помош на граѓани долж водно. Асистенција вие, нели, лаички. Асистенција веќе ако имате повреден, односно условно кажано повреден, кај што реално кажано само му нудите тој основен пакет на прва помош, односно го санирате и го предавате на семејството во зависност од тоа, или пошто почесто ни се асистенции на граѓани што барат помош околу ориентација, барат претежно водно го користат овој период и постари граѓани кои за рекреација, буквално совети. Знаете како, 6 интервенции, асистенции, но интервенциите, асистенциите ни се состојат од тоа, повредите ни се состојат од најбаналните, обични гребнатинки до инфарктна состојба, така да тие. Асистенции се од типот на поддршка. Некој доколку се изгуби и не знае да ја најде патеката? И доколку не е повреден. Тоа го водиме по асистенција. Да, пред 3 дена имавте асистенција, еве да објасним убаво, не беше спасувачка акција, туку асистенција на странци кои што се ние останавме само од наша страна, тоа остана само на телефонска координација, почнувајќи од Центарот за управување и нашиот секретар и нашиот одел. За среќа све е завршено кој што треба. Нормално тука се и поддршка и од полиција. И како доаѓаат до вас? Кој е телефонскиот број кој што треба да ве побарат? Како оди таа координација до вас? Планинската спасителна станица е лоцирана средноводно. Љубителите на водно си ја знаат веќе. Телефонскиот број, дежурен телефонски број е 072 26 7876, така да малце бројот не е толку лесен, но секој што се движи низ планина, бројот го знае. Може да се побара на телефонскиот број. Имајте на ум дека на водно дежурат само 2 спасители. Добра. Бројката не е доволна да се обслужи целата територија. Имајте на ум дека кога ќе побарате помош и ќе побарате асистенција од самите екипи. Екипата ќе дојде нормално да ја подржи, но имајте на ум дека треба да имате издржлива повреда, а не само пошто појаснување да имаме на ум дека треба трпение да се има, така треба да се почека. Апсолутно, и имајте на ум дека не е такси служба. И тоа мораме да го најавиме, пошто чести се случаите кај што нашите граѓани го злоупотребуваат тоа. Го злоупотребуваат тој момент, оние се немаат буквално никаква повреда, никаква потреба од наша асистенција, но пошто условно кажано не мрзи да се стигнеме до доле, па ќе ги побараме спасителите да не се навистина неодговорно однесување од страна на граѓаните доколку тоа се случува. Ова е многу неминорно, така да ние и нашите волонтери сепак се радуваме на моментот кога вие ќе успеете да спасите некого, ќе успеете колку толку да успешна акцијата ќе заврши. Ние како граѓани сакаме да знаеме, со тоа што постојано читаме дека вие сте добро обучени по најновите техники и постојано се дообучувате. Што значи тоа? Дека постојано имате некои техники кои што на курсеви за вас ги стекнувате или како?
имајте на ум дека сите се волонтери. Добро. Сите се волонтери и цело време правим рефреш на луѓето. Кандидатите мора цело време да се дообучуваат за прва помош. Кандидатите мора да се психофизички способни, односно спремни, за да бидат дел од тој тим. Нормално, мора тимот меѓу себе да се знае. Мора тимот јасно да има слика кај се наоѓа и кои институции би ги побарал за поддршка доколку имало повреда. Имајте на ум дека ова е само почеток, ова е само нешто што е базично за спасување на планина. Се надеваме дека во иднина ќе успееме да го зголемиме бројот на дежурни спасители на планина. Оти е потребен. Апсолутно, да не биде сведен само на тие денови за викенд и државни празници, пошто Вие ги исполнувате сите карактеристики? Да. И од делот на обука, но и од делот на она што ви е потребно вас. Апсолутно. Да имате што имате се со вас. Освен прва помош, што се ви е потребно? Во зависност од повредата, во зависност од типот на повредата, во зависност од тоа каде се лоцирани луѓето. Наводно немате типично алпинистичко спасување и све остало. Многу се ретки случаите кај што вие ќе се спуштите у провалија да земете. Многу се ретки. Подобро и теренот не е таков. Конфигурацијата на теренот е таква и таа можете да си препуштите нормално да дежурат и не е толку условно кажано под наводници алпинистички спремни лица. Претежно е сведено на укажување прва помош. Тие не се. Имајте на ум дека поголемиот статистички гледано, поголемиот дел од интервенциите медицински се од велосипедисти. Така да претежно ние интервенциите не се, нажалост кажано, на самиот асфалт. На самата патека. Оно што сакам, затоа што неколку пати споменуваме до граѓаните како апел, што треба да знаат. Ајде, може ли да прво да започнеме со тоа што треба да знаеме и со што треба да бидеме подготвени кога тргнуваме и макар рекреативно наводно, а од друга страна би сакала и на крајот и апел да упатиме на внимание и на послушност од страна на граѓаните. Така, најбитно е вие да користите соодветна опрема која се Која е таа? Што треба? Обувки, високи обувки без разлика, нормално разгазени обувки, не нови. Добра. Да се движите во група доколку е возможно. Да носите со себе доволно вода и што е најбитно, секојаш да имате на ум дека се движите низ планински предел. Чести ни се случаите кај што тоа се претежно помлади лица кај што го користат својот телефон за осветлување. Доколку веќе сте љубител на тој ноќен хајкинг, ве молам користете друго средство за да си осветлите вие патот. Не вашиот телефон. Пошто ќе се доведеме у ситуација вие да си побарате помош, а да не можете тоа да си го направите. Информирајте ги вашите родители, пошто претежно млада популација ни е. Информирајте ги вашите родители кај се наоѓате, односно, не, сепак они може да знаат дека сте наводно, но генерално и што е најбитно, движете се стрикно по тие патики што сте обележени. Ако не сте веќе некој си добар познавач на водно, движете се, водно е маркирано, така без авантуристички потези, добро. Нема потреба од потези авантуристички во ред. Нормално, не. Да завршиме со апел еден до граѓаните. Апел, само почитувајте ги правилата. Почитувајте ги правилата, не бидете наш статистички податок, нема потреба, тимовите се за вас, но да останеме без интервенција и асистенција во текот на денот. Сепак сте отидени таму сте отидени на водно да уживате, а не да си побарате помош. Така е. Благодарам за издвоеното време. Се разбира, во следно видување ќе се видиме и на друг терен, и ваша специјалност не се само планините. И не сте подготвени само за планина, ќе се видиме и на друг терен. Благодарам за ова Ви благодарам на вас. За ова јавување сега и за